Денеска во 3 часот пополнок, полициски службеници од единицата за интервентна полиција при СВР Скопје го лишиле од слобода 18-годишниот КД од Кавадарци со живеалиште во Скопје. Лицето било задржано во полициска станица поради обид за кражба на банка во аеродром и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Голем број припадници на полицијата утрово вршат претреси во казнено-поправната установа Идризово во Скопје. Специјалци вршат претреси низ повеќе крила од затворот со цел да се пронајдат и одземат недозволени предмети. Претресот се случува по добиени информации дека е можен судир помеѓу две криминални групи кои издржуваат затворски казни во затворот. Официјални информации од Министерството за внатрешни работи се очекуваат во текот на денот. 68 годишен скопјанец загина во сообраќајна несреќа вчера попладне на еден скопски булевар. Вчера во 11 часот и 10 минути во СВР Скопје било пријавено дека на булевар Никола Карев во Скопје товарно возило Мерцедес Атего со скопски регистарски ознаки управувано од 41 годишен скопјанец удрило во велосипедистот Скопје. На местото на несреќата од здобиените повреди велосипедистот починал, а смрт констатирал лекар од итна медицинска помош. Возачот на товарното возило бил лишен од слобода и задржан во полициската станица за понатамошна постапка, соопшти од полицијата. Поради дефект на улицата Струшка 4, утре прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од улица Струшка и дел од улица Јури Гагарин. Водоснабдувањето, како што соопштуваат од јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје, ќе биде прекинато од 9 часот наутро се до завршувањето на санкциите на дефектот. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја